Пред отприлike еден месец кога го прочитавме писмото кое што ракометниот клуб Вардар го прошири до јавноста, сите некако беа песимисти. Никој не очекуваше дека по еден месец ќе се најдеме тука и ќе зборуваме за втора европска титула. Европа говори дека посензационален шампион и поголемо ракометно срце не видела. Еве како вие ги доживеавте овие 2 дена емоции тука во Келн? Искрен да видам, као вардарец долгогодишен, дојдовме ове као аутсайдери на некој начин, поготово што прва утакмица надпревар требаше да играме со Барселона. Меѓутоа, си се тешев сам дека на Final Four во Келн секојаш има некој изненадување. Кога вчера се случи она чудо да у 42 минута губиме со 7 гола разлика и на крај еден шок неверојатен дека ние победивме, за денеска па бев убеден 100% дека ќе го тепаме Весперм на некој начин, познаници од СХ лига, од Лига на шампиони, према структура на играчи, кој што како игра, некако бев мирен и се радуев и бев сигурен дека ќе освоиме европска титула. Али против Барселона не бев оптимист. Сепак Барселона оваа година прикажа најквалитетен ракомет и за мене е можда и најдобра екипа во Европа према она што како играла низ Лига на шампиони па Парис Сен-Жермен. Меѓутоа еве, Килце го елиминира Парис Сен-Жермен, ние ја победивме Барселона. Денеска слушам по кулуарите како е на шпански ноќна мора. Вардар им е ноќна мора. Пред 2 години ги победивме, така сега повторно, така да ова е голем успех за ракомет во Македонија, за спортот во Македонија и мислам дека сите структури у државата треба да имаат сенс. Овој Вардар не да дискутираме и да зборуваме да обстане. Овој Вардар треба да се негува, jer ние немаме многу европски прваци у било која дисциплина во државата. Навивачите беа помалку загрижени околу еднината, сега мисле че не се толку загрижени, слават во овие моменти, веројатно не е ни момент да се зборува за еднината. Некако главна преокупација е со кои играчи Вардар в година ќе се представи, бидејќи голем дел од постоечките се неистекна договорите, некои си обезбедија нови систематизации. Оптимист ли сте дека ќе креира пак силна екипа? Јас сум по природа вечите оптимиста, играчи секогаш може да се најдат. Тие што веќе имаат подпишани договори, неки ме со среќа во нивните екипи, а овие што нема до сега договор, ветија на еден состанок со господин Сергеј и со мене дека ќе останат, да се заврши сето ова и убеден сум дека ќе се изнајде финансиска конструкција да Вардар остане оваков како што е квалитетен, а може би и уште подобар.